Секоја зима пак и пак зборуваме за колку е тоа загаден воздухот и колку една од најголемите причини за загаденоста се автомобилите. Ама од друга страна, викаме нели дека треба повеќе да се користи јавниот сообраќај, а јавниот сообраќај се користи се помалку и помалку и луѓето се помалку и помалку сакаат да го користат. Зошто е тоа така? Младите, например, кај нив особено се намалува заинтересираноста за јавниот сообраќај и тие велат дека најчесто го користат само заради тоа што мораат и дека во секој случај повеќе би сакале да се возат со автомобил отколку со јавниот превоз. Кога ќе споредиме со тоа што се случува во странство во други поразвиени европски градови, многу често имаме случаи каде што целото општество, целиот град најмногу функционира со метроа или со велосипеди. Кај нас тоа е далечна иднина, можеби, се надеваме. Најчесто, една од главните причини зошто се избегнува овој превоз е од страна на организацијата, односно на тоа дека каснат, дека нема доволно автобуси, дека се прават многу големи гужви, дека многу често и девојките не се чувствуваат комфортно во такви гужви, се случуваат многу вознемирувања во такви гужви. Или, например, во текот на пандемијата, наместо да се пуштат повеќе автобуси за да може да се направи поголемо растојание помеѓу луѓето, да има нели физичка дистанца, наместо да се пуштат повеќе автобуси, ние имавме помалку автобуси кои што требаше да ги превезуваат истиот број на граѓани. Тоа беше тотално лудачка грешка од страна на организацијата. Без никаква логика. Некои такви работи многу влијаат врз перцепцијата на народот и врз тоа дали народот сака да го користи тоа средство за превоз. Имаше многу луѓе, вклучувајќи ме и мене, кои поради такви причини во време на пандемијата купив автомобил. И покрај тоа што ние како млади сме многу повеќе свесни за средината и за екологијата и за чистотата на воздухот, на крајот на денот многу често работите се сведуваат на тоа што ни е нас convenient, што ни е нас полесно и што нас ни го олеснува секојдневниот живот. Пример, да знам јас дека со автобус ќе стигнам некаде побрзо, затоа што автобусот ќе избегне гужвата која што ја ствара сообраќајот, можеби ќе се помислам да нели се качам во автобус. Друга работа која што е исто многу важна и која што се применува во странство е дека доколку автобусот има одредена лента по која што ќе оди само автобусот, ќе може да ги избегне гужвите кои што се ствараат во сообраќајот и ќе може да го однесе човекот до својата дестинација многу побрзо отколку ако оди со автомобил. Сега, во Скопје на некои улици има вакви ленти. Меѓутоа, наместо да се користат како што треба за автобуси, најчесто на тие ленти гледаме паркирани автомобили и затоа автобусите мораат да ги користат другите ленти, наместо оние кои што се за нели предодредени за автобуси. Сега јас како и секој друг млад човек, ако знам дека со автобус ќе стигнам некаде побрзо, нормално дека би размислила и би сакала да се возам со автобусот. Меѓутоа, ако ми е мене полесно да одам и го потрошам истото време со автомобил, зошто да одам со автобус? Многу често за многу работи, вклучувајќи го и ова, се пуштаат кампањи и се апелира на луѓето, меѓутоа не се ствара соодветна атмосфера и соодветни услови за да се изведе тоа. Без разлика колку пати и да се каже и апелира на јавноста дека треба да се користи јавниот превоз повеќе,
Се додека тој превоз не достигне соодветно ниво да можеш да го користиш, да биде лесно да се користи и да биде да имаш добро искуство додека го користиш тој превоз, се до тогаш мислам дека нема да се промени ништо.